Почитувани, се ближи прочка и веќе ја имаме маската на годината за само 4 месеци. Ја заслужи градоначалникот на општина Прилеп во краток период. Се што кажа за овие 4 месеци, а и во предизборието, излажа. На неговите лаги повеќе не верува ни скапо платениот PR тим. Дали е вистина, господине Јовановски, дека за тие тројца луѓе граѓаните на Прилеп од општинската каса издвојуваат 72.000 денари месечно? Овие три PR експерти му напишале дека Прилеп е најзадолжена општина во Република Македонија со 3,5 милиони евра и дека заради таа презадолженост тој тешко ќе функционирал. Но бидејќи ретко е во градов, заборавил дека постои Министерство за финансии и официјални податоци. Евеа табелата од Министерството за најзадолжени општини со точен редослед и сума на долгови. А во текот на вчерашниот ден беше објавена од страна на весникот Капитал. На оваа листа се објавени 20 најзадолжени, а Прилеп го нема на листата од Евдоски. Општина Дебар е 20-та поред со 1,2 милиони долг. Значи, по размислувањето и пресметките на Јовановски и по неговиот обид да ја лаже прилепската јавност, Прилеп би требало во неговите желби да е многу погоре на таа листа. Но за негова и за жал на PR експертите кои го заглавуваат во жива кал од лаги секој ден, не е така. Следниот пат му предлагаме да се фокусира на ветеното и да се зафати за работа. Да ја намали водата за 20%, да вработува по критериум квалитет како што вети, а излажа, да го гасифицира Прилеп, да направи затворен базен, нов театар и многу други ветувања. Да го потсетиме дека благодарение на него Прилеп повеќе нема ракомет. Јовановски за 4 месеци го уништи Прилеп. Лагите и манипулациите придонесуваат секој ден да расте бројот на луѓе разочарани од него. Ако тој сака од оваа функција да се пензионира и ужива, да го потсетиме дека Прилеп не е за во пензија. Прилеп е град кој почна да се развива и треба да го продолжи тоа. Но за жал, Јовановски веќе покажа како се уништува европски град.